Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска, а добре дојде и велам денеска на нашата гостинка, тоа е министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска. Добро дојдовте. Фала ви многу за поканата. Го почнувам овој разговор со она што е најактуелно, а тоа е овој спор, да го речам, што го имате со синдикатите за култура во врска со зголемувањето на платите. Тие барат зголемување на платите врз основа на тоа што се зголеми минималната плата. Од друга страна пак пари нема. Тоа го изјавуваат и другите министри и вице-премиерот Битичи, бидејќи тоа зголемување што го бараат синдикатите би го чинело државниот буџет околу 276 милиони денари или околу 4.500 евра. Да. До каде е работата? Најпрво сакам да кажам дека ние со синдикатите имавме досега 2 средби. Продолжуваме и понатаму, нормално, тука нема ништо да престане со однос на тоа што како тие одговорија на она што јас го имав како предлог како Министерство за култура, не индивидуално. Диалогот продолжува бидејќи сметам дека мора да најдеме некакво решение. Морам да кажам дека колективниот договор кој што е потпишан во култура е потпишан после 19 години, што значи едно навистина големо достигнување и враќање на достоинството на културната фела. И она што во овој момент, морам да кажам, нема тоа да биде нема да биде проблем на долги стази, е токму растот на минималната плата, како е врзана со растот на нивната плата. Морам да кажам дека платите од 2017 навака во култура се 4 пати зголемени и тоа е навистина за почет, бидејќи од 2017 навака веќе 2 цели години сме во пандемија, настрана од оние други кризи со кои што се соочуваме на дневна основа, особено во последната една година. Јас силно верувам дека со синдикатите кои што се репрезентативни во полето на култура ќе изнајдеме решение, иако првично не успеавме да постигнеме некаков договор, но сепак се работи за плати кои што се далеку од некаква минимална, се работи само за 3 струки, да речем, или 3 плати кои што беа под минималната плата. Сакате да кажете дека само 3 плати во сите вработувања од сите луѓе што работат во култура се под 18.000. Да, и тоа се 3 плати, односно 3 струки од технички карактер. Сите други струки сите други занимања кои што се во областа на култура имаат доживеано од 2017 навака зголемување на платите од 2 до 9.000 денари во просек. Сега што велат синдикатите? Синдикатите ве известија уште на крајот на февруари кога имавте средба со нив дека работат во субстандардни услови, дека не се почитуваат одредбите од колективниот договор во некои од институциите, дека се изложени од страна на директорите на мобинг, дека има несоодветни систематизации, дека има ненавремени исплати на платите. Значи, тоа се работи кои што не се строго врзани за минималната плата. Да, морам да кажам дека тој беше многу конструктивен разговор кој што го имав јас со нив. Би почнала кратко од една точка на друга. Тоа е точно дека имаше доцнење во плати, но тоа доцнење во плати се однесуваше пред се најмногу заради неделен работен ден, каде што ние како министерство и службите во министерство откривме многу големи злоупотреби. Како например, знам за една дека 9 чувари биле пријавени дека работеле во изден во една од институциите. 9 чувари работеле во еден изден, каде што се водат под музејска дејност, каде што во тој ден биле продадени некои навистина многу минимален број на карти. Настрана од тоа што таму се задоцнило со административно пријавување на кој тоа треба да работи за во неделен неработен ден. Јас тоа им го објаснав исто така и на синдикатите. Во однос на оној издаток на плата кој што е наречен теренски додаток, морам да напоменам дека се согласивме и јас и синдикатите дека во изработката на новиот колективен договор треба некои работи да се дообјаснат за повторно да нема такви доцнења во исплатата на теренскиот додаток. Се согласивме дека навистина ни треба едно проветрување, ни треба едно освежување на кадри, но ни треба една реевиденција на кој тоа делува во културата, кој тоа работи, кој како ги исполнува своите работни задачи.
Тоа се однесува за раководителите или директорите на установите, јас претпоставам дека на нив мислите. Па јас би рекла дека се однесува за сите, и за вработените и за директорите, бидејќи директорите се оние кои што се први на удар, како што сум јас како министер на чело на министерството и прва на удар, но сепак морам да кажам дека ова е споделена одговорност. Значи не може да биде директорот сам директор и да се откаже од менаџирање или да не може да менаџира без своите вработени. Јас сум голем поборник на тоа дека никој тука не може сам да придонесе, туку треба да бидеме во ова сите заедно. Токму затоа јас сметам дека треба сите заедно да донесеме едно разумно соломонско решение кој што ќе соодветствува со ситуацијата во која што се наоѓаме. А ситуацијата во која што се наоѓаме е тоа што се покачени цените на се. Да. Значи има една енергетска, една финансиска криза, допрва велат дека ќе има поскапување на животните трошоци, големени, точно, но сепак треба да бидеме разумни дека да го цениме она што досега сме го добили и го имаме. И она што јас го имав како предлог, како Министерство за култура беше да се на времено на 6 месеци максимум, најдолг период, да останат платите во култура онакви какви што се сега. Значи не да се намалат, туку само тие 3 струки да го постигнат нивото од 18.000 денари до оној момент кога ние би можеле да осигураме и како влада, и јас како министерство, дел од таа влада, да можеме да го осигураме оној континуитет кој што нивниот колективен договор го бара. Во меѓувреме ние сме во фаза да се формира, бидејќи уште чекам јас предлог од синдикатите за представници во новата работна група, која што ќе го изработи новиот колективен договор, каде што се согласивме на тој состанок на 25 февруар, дека сите недостатоци кои што овој колективен договор ги покажа, но и позитивните страни ќе бидат содржани во новиот колективен договор. Добро, синдикатите велат немаат добро искуство со тоа кога им велат дека треба да почекаат нешто. Да, јас добив таков одговор од нив. Ние разговаравме за неколку решенија. Пред се јас сакав да видам во својот собствен двор, од каде јас би можела да извадам средства за да го испочитувам колективниот договор онака како што тие сакаат, со оние плати кои што тие веќе интерно си ги прерачунале, што воопшто не е ништо лошо. Ние дојдовме до неколку решенија, до неколку предлози. Да. И од нивна страна што беа дадени беше дека можеме да скратиме од капиталните инвестиции, што јас сум навистина не би ми било драго, бидејќи сметам дека колку што треба да вложуваме во човечкиот капитал, треба да вложуваме и во институциите. Да, после оние фотографии, например, минатата година што ги видовме од читалната на универзитетската библиотека е прилично загрижувачки дека така изгледа една особено што оваа година институција. Ни следуваат многу убави проекти. Навистина, како целосна реконструкција на Центарот за култура во Струмица, театарот после 9 години во Струмица со сите негови издатоци на тој, да речам, договор, со се она што го побарува изведувачите и проектантите, конечно се надеваме дека ова година ќе биде завршен, со сите оние проекти од областа на заштита на културното наследство, со доградба на постоечкиот Центар за култура во Прилеп и простории за театарот, бидејќи тоа е навистина во едночена состојба. И јас морам да кажам дека од капиталните инвестиции без ребаланс имаме право само на 20% да намалиме од капиталните инвестиции. И тоа повторно е под знак прашалник, бидејќи тоа ќе побарува понатаму некои други акции, бидејќи ние веќе јавните набавки ги почнавме да ги спроведуваме за Националната библиотека да го репарира својот кров, каде што навистина се содржи еден многу значаен архив. Музеот на современа уметност конечно да го репарира својот кров за да може да постави навистина непроценливи дела како дел од постојаната поставка. Решенијата за програмата, односно оние... Да, тоа сакав да ве прашам. Се слушна дури и предлози од страна на синдикатот дека би биле согласни да се намали програмата или да нема нови проекти, например во театрите или во операта или во балетот, на сметка на тоа да се поделат платите. Да. Имаш и таков предлог, или од програма и од капитални инвестиции, да можеме да, народски кажано, да извлечеме пари, за да може тоа да биде ставено во таа ставка за плати. Дека ми кажа дека на празен стомак не е битно дали ќе се гради или не. Дали е толку празен стомакот, се прашуваме сега? Па сега видете, секој има право да побара повисока плата. И она што му следува, морам да го напоменам, според тој колективен договор, има право да го побара. И тука никој не може да застане на тој пат. Тоа е документ кој што некој го потпишал и кој што е валиден до потпишување на нов. Но при 4 зголемувања на плата од 2017 наваму,
кога во еден одреден период беа действувањето на оваа фела беше ставено под мерки, односно некои работеа, некои не работеа. И тоа е точно, не смееме да генерализираме дека воопшто културата не работеше. Јас, бидејќи знам дека Скопје е граден од солидарни фондови. Сметав дека ќе можеме да најдеме едно солидарно решение на 6 месеци да се земаат овие постоечки плати, како што кажав, за да можеме понатаму да најдеме некое решение. Ве прашувам ова, дека не ги почитувам уметниците што работат и што творат во рамките на институциите и стручњаците и сите што работат во секторот култура. Тука ги имам на ум и оние што работат во независниот сектор, каде што немаат обезбедено прво здравствено, второ пензионо, а трето и работат за некои хонорари, некаде подобри, некаде полоши, зависно. А во врска со тоа сакам да ве прашам и за оваа нова иницијатива каде што повеќе од 150 млади актери, некои од нив веќе не се ни толку млади, но се невработени актери, режисери, продуценти, покрена една иницијатива Аудиција сега, сакаат средба со вас и предлагаат да се сменат политиките за да се отворат нови работни места во рамки на култура. Мислам дека јас веќе имам закажано средба со нив, веќе наредна недела. Тоа е една одлична иницијатива. Морам да признаам дека јас не бев свесна дека е таа толкава бројка. Некако она што јас го имав сега во како сознание во овие 2,5, да речем 13 месеци, беше исцрпувањето на кадрите во областа на заштитата. И тука јас имам се уште еден план како тоа можеме да го решиме со млади кадри, но морам да кажам дека недостатокот од актери на вистина голем. Па така да се вратам на почеток на проветрување што ќе се случи, што мора е неминовно да се случи, бидејќи сите мораме да бидеме одговорни и за платата што ја земаме и за работата што ја работиме. Проветрувањето на директорите се однесува или на сите во култура. Мора сите да бидеме да имаме свој придонес и да кажеме зашто ја заработуваме платата, како што морам да кажам јас, бидејќи доаѓам од секторот образование, морам да кажам колку часа сум одржала, колку магистранти сум менторирала, колку докторанти сум менторирала и така натаму. Тоа е одлична иницијатива и јас ќе ја прифатам таа иницијатива во целост, бидејќи сметам дека пазарот на трудот, попластично кажано, мора да биде поврзан со продукцијата на кадри. Што значи повеќе не смееме да дозволиме од ниту една област, не само од културата, да имаме ваков случај каде што, како што рековте, 150, околу 150 актери седат на улица не само актери, режисери, ете така, профили. Седат на улица, а имаме случај што морам да напоменам, каде што режисер вработен во еден театар воопшто не е појавен на работа и режира во сосема 10 институции. Така да, јас сум во целост за ваквата иницијатива. Морам да кажам дека тоа беше дел од она што беше како моја заложба, како еден од моите приоритети, да се поврзи културата како пазар на труд со оние кои што продуцираат кадри, на кој начин, дали законски или прво ќе одиме на неволонтерска основа, туку некако поинаку тоа би го решили административно, но сметам дека секој оној кој што се определил за онаа професија која што сака да ја работи, мора да го најде местото во институциите. Да се вратам само на кратко на синдикатите, дали знаат дека нема да добијат плата ако не се разреши овој спор? Јас ќе направам се за тие да добијат плата. Дали нив ќе им биде по она како што тие планирале, не можам да им гарантирам, бидејќи ние имаме и 6 месеци временски рок да ги усогласиме сите законски акти, сите подзаконски акти кои што произлегуваат од промената на минималната плата. Јас еднаш кажав во интервју, никој нема да остане без плата, не само во време на пандемија и во нормално време. Да. Никој нема да остане во плата. Јас се надевам дека тој напор што ние како министерство го правиме за тие да земат плата без разлика дали таа ќе биде очекуваната, дека ќе биде ценет на крајот, бидејќи ова е за да ја извлечеме онаа маса, онаа бројка на луѓе кои што сакаме да извлечеме како влада од оној праг на сиромаштија, да оди нагоре, бидејќи минималната плата нема да престане да расте. Мора секој да добие право на достоинствен живот. И заради тоа што некаде постои некој документ кој што се потпишал, морам да кажам со едно негативно мислење од Министерството за финансии, тоа нема да спречи ниту една фела, ниту еден работник, тоа нема да го спречи да добие плата. Можеби јас ќе бидам една од најнепопуларните министерки, но платата што тие досега ја земаат, ќе ја земат.
Добро. Кога ќе биде покачена, како што ќе дозволат средствата во буџетот. Буџетот не е неисцрплив, има своји рамки. Добро, имаме време за уште едно кратко прашање кој што излегува од оваа тема, а тоа е зошто го повлековте Законот за култура од собранинска процедура, закон кој што културните работници го чекаа како со душа, што се вели. Законот за култура во собранието беше блокиран со преку 3000 амандмани и мислам дека таа комисија, односно тој закон никогаш не стигна ни до материјална расправа. Значи не стигна ни да се отвори ни првото читање од тие амандмани поднесени, морам да кажам, од сите партии. Значи не можам тука да ставам дека беше само една партија или друга партија. Оние што беа политички мотивирани, си беа политички мотивирани, но мене тоа ми беше знак дека кога веќе тука сите партии нашле по некој недостаток, сметам дека тој закон повторно треба да биде ставен на маса на разгледување и морам да кажам преку една јавна дебата, мора да видиме што точно сите ќе барат, ама кога ќе речам сите, навистина сите. Во Законот за култура треба, кој што знам дека многу долго се чека, бидејќи гледам што уште произлегува, бидејќи се водиме по стариот закон, јас сакам да ги слушнам сите како министер. Не сакам да слушнам само одредена фела. Исто се однесува и на Законот за заштита за културно наследство и за Законот за авторски права. Сакам да ги слушнам сите и се она што ќе биде, не дека се ќе биде вградено внатре, но се она што ќе биде доволно аргументирано, сметам дека треба во тој закон да биде ставено, бидејќи тој закон треба да ги обслужува сите, не само една одредена фела. И кога вака проекција би било ваша, до кога би се чекало за тој нов закон? Да бидам искрена, јас веќе работните групи веќе ги формирав и веќе беше во план да почнеме да работиме, но ова со минималната плата и со синдикатите, значи проблемот кој што се наметна, малку ни ги успори работите, бидејќи јас имам и други закони кои што веќе мора да бидат влезени во собраниска процедура, но се надевам дека диалогот со синдикатите ќе биде успешен и плоден и дека навистина ќе можеме да се вратиме на онаа суштинска работа, е тоа да ја регулираме правно културата со сите овие закони кои што ни заостануваат назад и да се фокусираме на малку ни други вредности кои што оваа фела и тоа како има да ги даде. Често пати сме зборувале и во минатото за партизирање во културата. И сега и во светло на овој спор што го имате со синдикатите, сакам да ве прашам дека дали освен социјалната димензија, овој спор има и политичка димензија. Кај нас се има политичка димензија, така што... Најискрено, сакам да верувам дека тоа не е така. Да бидам многу искрена. Културата е едно поле кое што, како што видовме, како што фудбалот не обедини сите во овој некој период, сакам да верувам дека културата е над политиката и дека тука навистина никој нема да дозволи да биде изманипулиран од политички аспект, бидејќи, како што кажав, во 4 години навистина платите се доста зголемени. И дека не се работи за разлика од образование, например, вие доаѓате за разлика од образование, да. Каде што платата на еден редовен професор, јас сум се уште вонреден професор, но не вонреден и редовен професор, воопшто не се разликува од онаа плата што сега се побарува да има еден професор од средно училиште. А морам да кажам дека во време на пандемија ние и тоа како јас се уште предавам на мојот матичен факултет и тоа како значи немавме прекин воопшто во наставниот процес. Ниту во практичната настава, изведување морам да кажам, бидејќи доаѓам од педагошки факултет. Ниту во практичната настава немавме ниту ден прекин во тој процес. Така да се надевам дека од овие хуманистички и благородни занимања воопшто политиката нема да може да допре. Сакам да верувам дека ова е навистина една борба за права кои што се стекнати после 19 години. Некој сака само да ги задржи, но разумно да ги задржи. Добро, ви благодарам, ќе ја следиме оваа ситуација, се разбира по силата на своите задолженија обврски како новинари. Ви благодарам што дојдовте прв пат во утрински брифинг. Ви благодарам и вас за поканата, се надевам нема да е последен пат. Тоа беше министерката за култура Бисера Стојчевска Костадиновска.